Бербери, мербери, фризери, мизери, чуда и полека. Стигнавме до денес најпопуларните, најфамозните салони за убавина. Одиме! Салони за убавина, батуле, имаш сека. Значи има од обични што нудат една-две ствари до фул третман со сите марифети. Таму не само што те стриже, не само што ти прат фриз, туку тие ти прат уметност, бе човек. Или барем така мисла. Значи ти може да не си доволно способен да ја видиш уметност, ама таа е уметност. И зашо е разликата од салон за убавина, фризерски салон и берберница? Берберница да рековме неколку фризури, два типои на стрижење толку. И стриктно мажи. Фризерски салон може да има мажи, жени, поке типои на стрижење, поке фризури така натаму. Во салон за убавина, батуле, имаш се. Салон за убавина ти е фризерски салон со факултет. Или денешно време со магистерски би му дошло, пошто кој стигна магистрира. Факултетот веќе средно образование дојде. Значи таму ги немаш само основните фризури. Таму ги имаш сите фризури можни. Без разлика ли си машко или женско, не дискриминират ти. Сакаш тоцка, толка поголема, најголема, со фейд од страна. Демек не е со степени 1, 2, 3, 4, 5, туку е како мазно нага ж. Не осеќаш дека расти. Шорткат, лонка, андерка, аперка. Што сакаш имаш, бе брат. Значи што сакаш, ако сакаш папагал ќе те напрат во глата, не е проблем. Ти само дај ги парината. Ако сме веќе кај парината, ако некојаш кај берберите било 50 денари, па фризерските салони 100-150, овие батуле од 350, 500 па нагоре. Пошто тој цел третман ти дава тебе, ме сваѓа. Друга работа, во салон за убавина, добро сега технички во фризерските го има, ама во салоните за убавина први уведоа миење на глата. Оти прва работа не одат сите миени во глата на фризер, не знам оти луѓето, ама така, ќе ој батал цели. Друга работа, полесно му е него да ти стрижи, пошто бербер ќе земи со на кс. За те изводени косата за може со чешело да ја поминиме, сваѓа. Каве нема кс. Директ штрак, глата ќе ти оклај тушо. И уште поако имате никако мијалничиње. Значи мијалниче и тука кај што е врато има едно заоблено, демек за врато оклај. Како на едно такво не ми се погоди да ми е комотно на врато. И ти ја клаваш глата на то и тој ти ја зема глата. И ти се молиш што побрзо да заврши то миењето, ти готово врато ќе ти крцни позади. Тегнат овде предсвикан, мислиш готово, уште малце вака го направи готово, те скрши. И ќе го истегни то цревото од нигде никаде и ќе ти ја мани вода. Вака ќе ти влези. Шамане водата? Никогаш не е тама. Како еднаш ја немат погодената температура. И нормално рацете нивни осеќаат едно, глата твоја друго осеќа. Ма немат време ти ја се замарат со тебе потопло подавно, ќе земи пепел ќе те стои. И ти влегва со тој тушо, не косата, лом те прави целио, шак. Ќе земи од тој шампонов. Се. Тука има еден момент што кога би дошол некој од минатото, на пример, би се збунил многу. Оти ќе речи, оти ќе влезиш во некој студио, и ќе видиш некој стилист таму, и ќе речиш бате ти сакам да ме стрижиш. Добро. И ќе те седни тој или некој што му поможува таму некој маш, ќе те седни да те мие. За ти маш иди те мие така. И ти ја земи глата нежно, шак, и ти ја потпри на тоа на врато да не те боли, ме сваќаш, тој разбира. И ќе земи полека, ќе ти ја прилагоди водата, полека на глата, ајде полека. Ќе клај шампон, ќе трља со тој шампон. Коневаре се немаш измиено во живот. Чубе да ти падни, ме сваќаш. На учуден момент, особено ако е некој од минатото, пример кај што поинакви биле работи. И ќе си речиш добро, ајде помина на ред ова. Идиш друг пат на стрижење, ќе видиш некој женско стилист таму и му речиш, ти сакам сега да ми ја правиш фризура. И речи нема проблем. Ќе те седни на столица, крак врат. Со тушо ќе земи ни ладна ни топла, не му е гајле, ќе ти истрелја таму брум, ќе ја тупни та крпата. И ти седиш вака во врато прекршен си, вели шо се деси, море минати опат машко нежно, овај пат женското глата ми ја скрши. Тоа е на денешни време не ни е чудно, ама некој ако дојде од минатото да речам, кај што биле поинакви работите и си речи шо е работа. И нема врска таму, ќе те мија, ќе те мија, ќе земат ти клате на крпа како чалма, ќе ти врзат и ќе ти речат стани оди седни на столица. Ти на пример прв пат да го правиш или ако си од минатото на пример, ќе ти падне чудно, ќе речиш море мајката чалма ми врза, што ќе ми прат овие на глава. Што ќе ти прат? Дај ќе ти кажам. Ќе ти дојде тој стилист или помошник или кој да е таму. Ја фати та крпата и ќе ти земиш. Чака. Пепел глата ќе ти ја направи. Буф, ја. Треба ти исуши, немој што е водена кога тргни крпата, така жива вода ќе те на. И батуле тука почнува процесот на стрижење. Јарно, разлика од процесот на стрижење кај бербер и кај фризер, кај што кај едниот трај 10 на 15 минути, кај другиот 20 на 25 максимум. Кај стилистите еден процес на стрижење трај минимум 1 сат. Оти ќе речи. Оти стрижењето кај стилист е на посебна уметност, бе бату. Значи тој нема само земи вака одма глата со машинка. Тој прво ќе ти ја фати глата вака, ќе те измери, ќе ти изгледа, ќе те погиба малце на глата, пошто знаеш како интересна глава имаш са. Кој ти е крив што имаш интересна глава? А оде гибни не дај Боже некој така по глата на друго место, ти нешто ќе му направиш, ама ај си вели стилистот, разбира, мери тука, чекај да видиме да фати вака глата од сите страни. И ќе ја земи ножицата брато, и ќе почни мери, штрак. Мери, штра. Три пати мери еднаш, како беше таа. Не прат ти
како овие штрак шак со ножици. Нема батуле, секој штракнување со ножица еден денар е кај ни. Затоа толку кошта стрижење. Денар на влакно. Ќе го измери, ќе го центрира. Штрак. Уметност е тоа. Сега ќе речи некој како не ќе плаќам јас 500 денари таму за некој да ми стрижи. Оревате не вели така. Ти не гледаш дека салоно е направен лепота. Легваш внатре, се што може најубо да се најди моментално, таму е клаен. Некако берберницата како за не да се вреѓаме или нешто, како нужни, како кујна на времето бели плочки обични што имаат. Значи овде батуле плочка, мермер, мислиш готово тука влеговме, ќе влегов. Па машинка скапа, ножица скапа, не знам што. Ти мислиш така ето? Мора. И така дој ќе те гиба по глата, ќе те алка што велиме во битол. Сврти ја нава му глата, штрак, сврти ја нава му глата, штрак. Тоа е еден доживљај цел. И на крајот што ќе доби? На крајот ќе добиеш најпознатата фризура на светот. Кецо тројка. Само што наместо за 10 минути да ја завршиш за 50 денари, си ја завршил за сат и пол и те коштало 10 пати повеќе. Сакаш фенси да видиш, така? Ти не одиш кај бербер некој таму, ти е стилист ме сваѓа. Мислам да не се сватиме погрешно, не ќам никој да навредам далеку од. Фала Богу дека има некои луѓе што можат стварно да те трансформират како лич. Ама во глобал, кецо тројка е работата, толку е таква ти е глата, тебе кај идеш да си стрижиш, ти ќе видиш, нема друг да види. Јас кај идам, сега келеш ќе видам тоа. Е сега во поголемиот број на студија, освен коса имаш и шминка, пошто тие две работи неизбежно одат заедно. Може да немаш ногти направени, ама коса и шминка не може да немаш направени. Што значи најчесто кога има некое студио за убајна, помало да речиме, кај што има поке работи, обично тие поке работи се коса и шминка. Јарно има и поголеми студија за убавина кај што покрај коса и шминка имаш и ногти, или што би се рекло маникир, педикир, или што викаат американците мани падни, ова да мени педи, сигурно и педи струже. Имаш третмани за лице, имаш масажи, имаш сега спрејте, демек не да се сунчаш на сонце, тие ќе ти сунчат тебе со спреј, ќе ти спрскат и супер. Имаш веги цртање, имаш веги кубење, а што сакаш имаш мо. Повето крајне битно е ти само пари да. Ти кажуваш желба, тие ти исполнуваат, не е проблем. И така на времето кога бев јас на едно шоу за пеење, претежно наместо да пееме, мање више од понеделник до петок само реклами снимав. И се одма овие душебрижниците ќе речат: "Ба, шо сторе вие реклами снимање, ќе знаеш пари зедов." Не зедовме. Кој сме ние да земе? Не, некој там не е битно снимавме реклами и не носе и по такви студија кај што требаше да снимаме реклами, така. Че јас дете од Бајр. Од кај знам јас шо е третман за лице, шо е маникир, педикир, шо е таму ки знаеш шо. Нит ми интересирало, нит ми било требно во живот. И ојме во то студиото и се ве прашват кој шо сака за да знаат кај да ве снимат, да ве поделат. И за си се делат кој за стрижење, кој за шминкање, кој за не знам шо. Ти Виктор шо сакаш? Јас масажа сакам. Не може само масажа, ти треба уште нешто да одбериш, што ти поке реклами треба да снимиш таму. Пошто кој те праша дали сакаш бе брат, има да снимаш и тоа. Нешто те стрижиме те на шминка. Мега какво шминкање со тоа. Не може шминкање. Дај ми нешто третман за лице, нешто пролепшо. О боже Господ. Јас не бев свесен колку не знам. Кој речиш третман за лице некако убаво звучи. Бегај дувај брат. Бегај дувај од таму. Каков третман, какво лице. И добро седнав прво на масажа. Наместо масажата да трај пол сат таму колку треба трај. Траеше 2-3 минути колку те фати камерата некој кадар. Што не си ти оден за да те масира, тоа не си да снимаш таму. Ако таму личи на телевизија колку знаеш што да си живее. И од тука те носат на третман за лице. Ти си велиш: "Море, сега ќе ми го истретират лицето, што да ти кажа." И така беше, само не во толку позитивна форма. Знаеш што ти било третман за лице? Ќе те клапна пареа таму, да ти набаврат црнките од овде, ќе ти измачкат со некои глупости, ќе ти го тргнат то после да излезат демек црнките и после ти влегват со раце бе брат. Значи ако има поболно и погнасно нешто, еве ја. Значи обтегнати две вработени од таму и прицкат влегва бе, што правите море. Демек третман за лице. Жар во сурето излегов од таму, црвенејци цел како пиперка бе во сурето. Третман за лице, што третман е тој? Третман е ако го направиш нештото за уживање да биде безболно, да биде без она. Не обтегнати таму прицкат од нигде никаде. Уште појако седнувам на столица, леле што чисто лице имаш. 5 minutes later. Толку беше муаве. Душата ми ја извада. Сега почнувам да се потам што ми текну. Страшна работа бату. Исто така во некои такви студија имаш и депилација. Ладна депилација, топла депилација, не знам каква депилација, епилација. Значи немој да ве лажи памет. Ако не ме слушате за ништо друго, слушајте ме за ова. Немој да ве лажи памет. Ај жените како бил, нивна работа тие си знаат, нека си терат, нека си прават. Ако си маж, треба ти е јасно дека тоа влакното што го имаш твое има еден корен огромен, за разлика од женското влакно. Немој да си играте играчки, прекраток е живото за да одиш да те малтретират таму. Ќе те намачка со нешто тие што не можеш одеднаш да си женско. Так, ќе го тргне. Кај тебе 5 тона влакна има како ќе ги тргне. Тие не се влакна да ги врзиш заедно чели. Колата можеш да ја тргаш со. Полсат еднонакво да тегни. Ако завршва чупе за 10 минути 15, комплет све, кај машкото е на груда 2 сати трај. Не ме прашвајте од кај. А ке речиш однадвор пиши салон за убајна. Никој не ти кажува дека за убајна да треба душата да ти ја извади. Салон за измачување. Шо се не трпат луѓе
луѓето за пуста убајна. За душа мажи и нема толку многу. Ама зато жените што се трпат, тоа е страшно ре. Јас не знам како издржувате, алалдави. Не постои маш на планетата што ќе ги врви истите тие работи секој ден заради некаква си убајна. Добро, се уствари постојат понекоја, мај да не навлегваме на тата тема па. Ти многу се осеќат луѓе. Е тоа е. Не за џабе Бионс имаше една песна Pretty Hurt. Ме убајната боли. Јас би ти рекол умоболи. Пошто умоболие имаме поќе. Убајната уствари во несовршенството, ама кој да сваќа? Не сваќат луѓето дека по цела фасада на крајот пак си ти бе. И баш тоа треба да научиш да го сакаш. Е тоа е тоа. Цел живот ќе учиш основно, средно, факултет, магистерски, докторат и ова она и нигде нема те научат да се сакаш себе си. Ако сакаш да бидиш поарно човечко суштество, мора прво да научиш да се сакаш себе си, после да ги сакаш сите останати. И пред да влезиме длабоко во приказната, пошто кон длабокото тргнав дода, ќе ви речам ви благодарам за вниманието и денес. Имајте убав викенд. Поздрав, имајте убав ден.